Добил термин за вакцинација, но без никакво образложение. Бил вратен од вакциналниот пункт. 59-годишниот крводарител Зоран Трипчуновски за Алфа раскажува како останал извисен. Во изминатите 36 години, дури 90 пати, дарувал крв. Лутен е здравствените власти, затоа што не добил вакцина, а спасил стотици човечки животи. Отидов во горе кај Борис Трајковски и викаме 90 пати имам дадено крв и плюс 2 пати плазма. Значи го предвиждувам коронавирус. Кога тој ми вика, господин вика, не сте наред, вика. Како не сум наред? Викам, така, викам, како викам министри, викам, пусти имам и документ, викам, ево документ, викам, бројчите ево, викам, кај мене. И кој напрати министрот се него разговари, ама што кај министрот 20 души има, се прави поголема беда, викам, најбо, Зоран, остави за тук, викам, и сам рекол, веќе никогаш у живот не давам крв и исто. Трипчуновски пред повеќе месеци бил заболен од COVID-19 и успеал да се избори со опасниот вирус, пошто дарувал и крвна плазма. Јас исто не го познам човекот, нити го знам, нити ништо од делие беше човекот. И аман, викам, слушај, не маман, викам, еве, викам, пазна, нека зима, викам, нека помагате на човекот. Значи, не е проблем за тоа. Хаосот со приоритетните групи за вакцинација не завршува тука. И доктори и медицински сестри се жалат дека се уште не се имунизирани. За доктори и медицински сестри нема вакцина. Вратени од кавадарци назад. Се работи за доктор кој без престан прегледуваше ковид суспектни и ковид позитивни пациенти и не врати ниту еден. За каква масовна вакцинација станува збор ако прво не го вакцинирате примарното здравство? Ризил сте, толку ли нема тим компетентен да направи план за вакцинација? И хронично болните долго време се жалат дека останали извисени од државата и не добиле приоритет за вакцинација.